Секогаш ДНК факторот е исто многу битен фактор во појавувањето на сите болести, па и поврзани самите алергиски реакции. Меѓутоа, приоритет сепак би напоминале дека во денешно време кога зборуваме сонцето е нели основен извор за енергија, тој ни дава расположение, тоа ни дава едноставно искористување на D витаминот, добар е за коските, за имунолошкиот систем, а од друга страна велиме заштитите се и повторно доаѓаме до една дилема, која е она оптимална доза на сонце која што ние треба во текот на еден ден да ја земеме. Заради тоа секогаш апелираме кога имаме нели многу високи UVA и UVB индекс зрачење, кога велиме дека се во портокалово или веќе во црвена зона на зрачење, пред се мора да направиме еден вид на изолирање од на контактот со сонцето, затоа што во периодот од 11 до 16 часот, колку и да ставаме средства, значи за заштитен фактор да избегнуваме сонце, сепак сончевите зраци ќе си го направат својот несакан ефект. Дури и во сенка, затоа што повторно ќе напоменам дека има два типа на зраци, UVA и UVB, каде што UVA зраците се присутни во атмосферата и во значи на земјината површина, ират и преку облаците и преку стаклото и автоматски се присутни и под сенка кога едноставно е сончево време, а ние мислиме дека под сенката ќе се заштитиме. Многу често имаме пациенти кои ќе речат да, под сенка бев изгорев, значи иако имав и заштитен фактор, заради тоа мора секогаш да знаеме дека изолираноста или изложеноста, на сонце треба да биде точно ограничено, поготово во овој ударен период кога зрачењето е многу високо. UVA зраците се оние кои што го продират дури и преку епидермисот, влегуваат во дермисот и тука може да направат дури и структурни морфолошка промена на самата дермална клетка. UVA зраците затоа се наречени UVA, значи зашто се причина за алергиските реакции и истовремено се причина и за предвременото старење на кожата. Делува на колагенот, еластинот во самата кожа, ја нарушува еластичноста на кожата и истовремено доведува до многу полесно појавување на предвремените брчки.